Темата за која зборуваме последните 4 недели е темата алелон, или преведено на македонски е еден на друг. Еден на друг. Беше исклучено тука, ја се извинувам. Ме слушате? Добро. Добро. Алелон, еден на друг. Збор кој постојано се појавува во Новиот Завет и кој го открива срцето на христијанскиот живот. Тоа е живот во заедништво. Срцето на христијанскиот живот е живот во заедништво. Христијанскиот живот не може да биде изолиран живот. Не постои таков христијански живот. Христијанскиот живот е живот кој расте во заедништво со Бог и со ближниот. И ако го земете флаерот што е на Евангелска црква Аеродром, ќе видите дека таму Ребека многу убаво издизајнира, пишува дека ние растеме во заедништво со Бог и со ближниот. Тоа е една од важните цели на црквата. Тоа понекогаш представува фрустрирачки, морам да признам, бидејќи односите знаат да бидат фрустрирачки. Односите се извор на многу фрустрации. Може да бидат. Во Библијата не пишува баш со тие збори дека Исус бил изфрустриран на начин на кој ние би си били изфрустрирани, но видите што пишува. Во Марко 9 глава 19 стих, кога треба нешто да се случи, ама не се случува, и Исус повторно доаѓа да спаси ситуација и така натаму, вели, слушате што Исус кажува. А Исус одговори и рече, обично тоа е некоја заповед или нешто што е, да? Вели вака: О неверно поколение, до кога ќе бидам со вас, до кога ќе ве трпам, доведете го кај мене. Значи имаше моменти во кои Исус веќе не може да издржи. Значи до кога ќе сум јас тука, цело време исто зборам. Ме потсеќа тоа на родителството, пошто и кога сме родители, тоа често пати го кажуваме. Можете ли да замислите колку било фрустрирачки за Исус? Замисли да ги знаеш мислите на сите околу тебе. Ги знаеш мислите и да ги знаеш намерите на луѓето за секој збор што ќе го кажат и што и да прашаат. Ги знаеш нивните намери, ги читаш нивните мисли и срцето им го знаеш. А сепак треба да бидеш добар и со љубов да одговориш. Ето мора да признам, една од најфрустрирачките ситуации на мене, кога мене ми е многу очигледно кога некој мене на здрав памет ме прави што? Будала. Имаме тие, доаѓа некој нешто прашува или сака нешто да каже, а јас знам дека сега устилот нешто крие или ово, и сега многу ми е тешко да се воздржам да бидам фин. И тоа можем јас да го знам само во одредени ситуации, во одредено време. Замислите во ситуација на Исус, ги знае сите ситуации, ги знае сите намери, така пишува во Евангелието, дека тој ги знаеше, немаше потреба да му кажуваат нешто, зашто ги знаеше нивните мисли, ги знаеше нивните намери. Замислите што Исус се знае. Тоа е неверојатно нешто. Така да, оваа реакција не е никој знае што, за да имате такво знаење. Алелон, или еден на друг, грчкиот збор е алелон, сепак адресира еден од најважните проблеми кои јас и ти ги наследуваме како последица на падот. А тоа е отугеноста од Бог и од ближниот. Како последица на падот ние сме отугени. Како прво сме отугени од Бог, а после сме отугени еден од друг. Спасението од Бог, обновата од Бог, новиот живот подарен од Бог, значи познавање на Бог преку тоа што Светиот Дух се вселува во нас. Ние го обновуваме тој однос со Бог повторно. При доаѓањето на Светиот Дух, таквото заедништво со Бог произведува одреден плод во мојот живот, кој се нарекува плодот на Духот. Преку тој плод на Духот се создава нова блискост и заедништво со Бог, но преку тој плод се отстранува отугеноста и од ближниот и се гради заедништвото и блискоста повторно. Доаѓа исцеление во тој важен дел, бидејќи плодот на Духот ќе биде единственото нешто што ќе држи црквата во нејзината оригинална форма. Знаете, црквата еден од важните аспекти за црквата не е системот според кој црквата функционира, туку е таа суштинска работа која ние нарекуваме во библискиот јазик коинонија, заедништвото, односите, блискоста која имаме ние со Бог и едни помеѓу други. Споделувањето на заедничките нешта, заедничарењето.
тој збор. Коинонија ја означава таа подлабока меѓусебна поврзаност, отколку само некое познанство. Разбирате, кога доаѓаме во црква или кога сме дел од црква, заедништвото, блискоста треба да го надмине тој аспект од само некакво познавање. Јас ја знам Дина затоа што ја гледам секоја недела са бајле од прилика тука завршува мобитот. Разбирате ли? Ние заедничариме, растеме во нешто, растеме во некој однос, кој искрен да бидам. Едно од првите нешта кои размислил за црквата тука, едно од првите прашања кое требаше на себе да си го одговорам за црквата на самиот почеток, беше прашањето зошто да се почнува црква тука. Еве тука има една нова црква што се гради, уште не е изградена, огромна е, што има потреба сега Живко успеа од 100 метри подоле да прави друга црква. Ова не ни завршува. Нека ова ја завршат, па Живко ќе почне друга ако има потреба. Што е поентава? Поентата е дека ова локална црква представува едно ново духовно семејство. И јас разбрав од самиот почеток дека овие односи и овие вредности, овие односи кои ги градиме тука, се вечни односи. Всушност почнуваме сега, завршуваме во вечноста. И тоа е многу важен аспект. Многу важен аспект. Инвестираме во нешто кое нема да пропадне. Коинонија го представува споделениот живот, заедничката врска и учеството во нешто заедничко. Тоа е коинонија, тоа е заедништво во кое ние сме повикани, а тоа е возможно да расте само ако во нас расте плодот на Духот. Само тогаш. Всушност, оваа серија еден на друг, во позадина како една скриена тема, го има токму плодот на Духот. Што се случува кога плодот на Духот расте во нас? Христијаните најчесто не страдаат од недоволно теологија, туку од недоволно љубов, недоволно простување, бидејќи недоволно љубов и недоволно простување значи немање близина, немање заедничарење, кој во конечност може да биде и немање коинонија. Црквата ја губи секоја смисла ако ние немаме заедништво, ако немаме љубов помеѓу нас. Црквата ја губи, целта ја губи. Ова не е систем во кој ние сега припаѓаме некаде, колку да не сме сами. Ако јас нема љубовта, црквата нема поента, нема коинонија. Тоа значи и враќање на отугеноста. И сме отугени едни од други. Сите тие заповеди и препораки кои се во Новиот Завет во контекст на еден на друг, кои ќе очитате сега и приветувам. Кога ќе читате сега Новиот Завет, секогаш кога ќе се појави еден на друг, ќе внимавате посебно. Затоа што тоа е многу важен збор. И го нагласиме во последните 4 недели, го нагласивме колку е важен тој збор. Еден на друг. Еден на друг. Сите тие повици кои апостол Павле, меѓу другите, ги има за црквата. Во контекстот на еден на друг. Сите тие зборови се охрабрување за приближување кон ближниот, простување на ближниот, љубење на ближниот, за да можеме да растеме како црква, да растеме како коинонија, како заедница и Духот да ги прояви своите дарови преку својата црква, чија мисија е обнова на овој свет. Давид и Јонатан, тоа беше првата проповед која проповедавме, примерот за меѓусебна љубов искажана еден кон друг служи како модел, што значи да се љубиме еден на друг со љубовта со која Бог нас не возлюби. Нема да одам во деталите, проповедта ќе биде постирана или веќе е постирана на YouTube, може да се ја слушате. Каин, тоа беше втората проповед, Каин ни послужи како лош пример за тоа како не треба да се однесуваме кон својот ближен. Всушност, односот кон својот ближен произлегува од карактерот кој тој го имаше во односот со Бог. Во неговиот тон на разговорот со Бог, ако читате разговорот кој Каин го има со Бог, во неговиот тон на разговор со Бог, можеме да видиме како таквата поставеност кон Бог со цинизам, непочит, непослушност и отугеност резултира со убиство на ближниот и крајна отугеност од Бог. И минатата недела го разгледувавме концептот како прифаќањето на Божјото провидение преку приказата за Јосиф и неговите браќа, кои дојдоа, кои го продадоа, но подоцна дојдоа кај него. Значи видовме како прифаќањето, ако го прифатиме Божјото провидение за нашиот живот и љубовта кон Бог која имаме, тие две работи ја имаат силата дури
да го минуваат и нашето минато, верували или не. Кога читаме текстот, во текстот пишува дека браќата го продадоа Јосиф во Египет во робство. Кога Јосиф после многу години ги среќава браќата, тој им вика: браќа, не бевте вие кои ме продадовте, тоа беше фактот што се случи. Туку вика: Бог ме прати пред вас да го зачувам вашето семе, вашиот род, да ја зачувам целата земја. Со други зборови, со текот на времето, Господ му го открива на Јосиф тоа што Господ ја има намерата да го прави со неговиот живот. И веќе во неговото сеќавање, тоа што бил продаден неговите браќа нема апсолутно никакво влијание на сега, на сегашноста негова и на одлуките кои понатаму тој ќе ги носи. Кога ќе прифатиме Божјото провидение и неговата љубов за нашиот живот, ништо друго не е важно. Ослободени сме од апсолутно се што се случило, па дури што ќе се случи понатаму во нашиот живот. Денес ќе видиме како љубовта расте во еден многу познат однос во Новиот Завет. Денес ќе ја читаме приказната за Марта и за Марија. Со тек на време додека, мислам, кога колку повеќе го читам Новиот Завет, тие ликови ми стануваат едни од омилените кои ги познавам, затоа што има многу материјал во Новиот Завет за нив. Многу материјал. Можеме дури да видиме каков карактер били и двете жени и нивниот брат Лазар. Денес ќе читаме Лука 10 глава, 38 до 42 стих. Може да станеме додека учитаме Божиот збор. Вели вака: и додека патува, тој влезе во едно село, една жена по име Марта го прими во својот дом, а таа имаше сестра што се викаше Марија. Таа седна до нозете Господови и го слушаше словото негово. Марта беше многу зафатена околу служењето и кога застана рече: Господи, зар не ти грижиш што сестра ми ме остави да служам сама? Кажи и да ми помогне. А Исус ја одговори и рече: Марто, Марто, или Марта, Марта, не знам се, може некој вокатив тука. Ти се грижиш и се вознемируваш за многу работи, но само едно е потребно. Марија го избра подобриот дел, кој нема да ја се одземе. Амин. Повелете седнете. Дефинитивно тоа се ликови во Новиот Завет кои добиваат посебно внимание и со право. После најблиското семејство кое Исус го имал, Јосиф и Марија и неговите браќа и сестри кои се спомнати таму и апостолите, Марта и Марија заедно со нивниот брат Лазар се најблиските пријатели кои Исус ги има. На секое одење или заминување од Ерусалим тој застанува во нивниот дом постојано. Ако треба да остане неколку дена во Ерусалим, тој спие кај нив. Ако треба да јаде некаде, тој јаде кај нив. Тој е згрижен секојаш кај нив и тие му служат. Тие се многу важни личности во Новиот Завет. Не знам дали во животот имате приказни од Библијата кои не може да ги разберете лесно и тешко прифаќате дека завршницата на приказната е фер, но мора да ја прифатите пошто се наоѓа во Библијата. Ја читате приказната, не ви се допаѓа како завршува, не ви изгледа баш фер, ама мора да ја прифатите пошто е во Библијата, тоа е тоа. Не знам како да го прифатам тоа. Една од тие приказни за мене беше приказната за Марта и за Марија. Ја читам приказната или ја слушам приказната како дете и разберам дека не само што Исус не ја укорува Марија што седи и не помага на Марта, Марија седи и не помага, а Марта цело време тука на сите страни да постигне, нели? Не само што Исус не ја укорува, туку после ваквата сцена Исус има лекција за Марта, а не за Марија. Кога читав ес приказната, буквално, онака крената уста, молим, чекам малце, дали испуштам нешто од ова приказна јас. Пред неколку дена гледав едно од тие кратки видеа на Инстаграм, сите постираат Reels што се, и има една либерална пасторка, споделува кратки коментари за одредени текстови од Библијата, и баш за приказната на Марта и на Марија, вика, кој ќе отидам во небото, ќе го држам Исус одговорен за оваа приказна, затоа што не постапи ферски према Марта. Викам, what? Што зборува жена? Пошто вика, низината предпоставка е затоа што Исус одлучил да биде човек, значи, кој бил човек, Исус бил и грешен. И во овој случај Исус сгрешил.
Тоа е тоа. Требало да ја укори Марта и така натаму. И знаете ли што, јас се слушам ова и кажам, како може ова така да мисли, ја ми текнам како дете. Јас го имав Исусово чувство, само од почет према Бог, јас никош тоа не би го кажал. Викам, ова приказна не е фер. Зошто Марта е коригирана кога таа служеше, трчеше на сите страни, а Марија на некој начин не знам, е пофалена за нејзината одлука. Јас секој дека не го верувам тоа, но кога растев како дете од црква, тоа ми беше нешто нејасно. Може би тоа е поврзано со јазикот на љубовта кој јас го преферирам. Еве, сите ние имаме различен јазик на љубовта. На некои им требат или јазикот на љубовта преку кој разбираат љубовта се зборови на охрабрување, некои се дела на служење и така натаму. Сите имаме ние различни јазици на љубовта. Кај мене еден од тие јазици на љубовта е служење. Тоаш кога има потреба, кога почувствувам дека има повеќе потреба од мене за љубов, јас наместо да го зборувам јазикот на љубовта на кој личноста е потребен, јазикот, јас почнам да служам. И обично не ја разбираат мојата љубов и така натаму. И мислам дека кога читав ова за прв пат и го гледам јазикот на љубовта кој Марта го има, а тоа е служење, вика можеби Марта не била разбрана и јас не можам да ја разберам. Зошто пак Марија беше во право? На почетокот може да видиме дека има еден важен аспект од приказната. Како прво вели дека Исус апостолите патувале и во Витинија доаѓаат и Марта го отвара својот дом за Исус. Марта го препознава Исус, Марта гледа кој е Исус, го гледа потенцијалот од тој однос и го отвара својот дом за Исус. Марта е иницијаторот на односот со Исус. И благословот од таа иницијатива има целиот нејзин дом. Тоа ме потсетува на многу одлуки кои јас ги правам во животот. Нашиот одговор да на Исус може да биде отворена врата за широк круг на луѓе, бидејќи со отварањето на вратата на нашиот живот за Божјото присуство кај нас, може да значи благослов и бенефит за многу луѓе околу нас. Така да, кај да се наоѓаме во животот, мораме да внимаваме нашите одлуки на да и на не. Ако понекогаш кажеме не на Божјиот благослов, тоа не значи не на Божјиот благослов само за мене. Тоа може да значи не на Божјиот благослов да тече преку мене и за останатите луѓе околу мене. Што ќе се случеше ако Марта не го отвореше својот дом за Исус? Значи, ќе ги немавме ни Марта ни Марија, а ќе го немавме ни Лазар. Можеби од друга траекторија тоа ќе се случеше, но оваа приказна немаше да имаме. Кажувањето да на Марта да го отвори домот за Исус значеше влегувањето на благословот на Исус преку неа во целиот нејзин дом. И доаѓаме во 40 стих каде што пишува што правеше Марта. Види, Марта беше многу зафатена околу служењето. Тоа е едниот превод кој го имаме. Другиот превод е, а Марта се трудеше многу да му служи што подобро на Исус, тоа е другиот превод. Има и динамичен превод на македонски кај што пишува Марта пак беше презафатена со послужување. Зборот кој се користи во оригиналот е зборот периспао. На англиски ако учите преводот, таму пишува дека беше distracted. Беше distracted. Пошто кога учите на македонски беше многу зафатена околу служењето. Тоа звучи позитивно, разбирате. Беше презафатена со служењето. Се трудеше многу. Сите тие се да кажеме позитивни зборови, означуваат нејзин позитивен импулс да служи, да помогне и така натаму и така натаму. Кога слушам зборот distracted или зборот периспао, тоа значи не дека она била зафатена, она била повеќе расејана отколку зафатена. За да прави работи. Марта била расејана околу правењето работи, наместо да биде фокусирана на личноста која е во нејзиниот дом. Она го отворила домот, но наместо сега да се фокусира на личноста, таа почнува да е расејана и се обидува да надокнади во многу аспекти за да биде окей домот за оној кој влегува во домот. Можеш да се зафатиш со правење многу работи за Исус без воопшто да не го познаваш Исус. Не знам дали го знаете тоа. Дека можеш ти многу да служиш, многу добри дела да правиш за Исус без воопшто да го познаваш Исус.
Можеш слободно да се впуштиш во служење и правење добри дела и работење, но да немаш никаква близина и однос со Исус. Јас ќе бе мислам, јас сум сретнал многу пастори, такви кои го знаат муабетот, кои го знаат јазикот, кои ги знаат сите тие работи што може да... Еве, имаше еден наш пријател, кој каже еднаш, вика, он е во неговите 60 години, вика, од големото искуство што го има во мисија, вика, слободно можам од сега до крајот на мојот живот да водам успешно црква, затоа што знам што треба да правам, што да зборувам, и без да се молам, и црквата да биде успешна, као успешна приказна, но ќе ја нема силата. Силата Божја ќе ја нема во таа црква. Во голем дел црквата оперира на еден таков начин. Имаше еден пастор, каже, вика, интересно, вика, ако Господ сега дојде и го земе Светиот Дух од земјата и го подигне, вика, 90% од црквите ќе продолжат како ништо да не се десило. Затоа што не се подпираме на Божјата сила, туку се подпираме на нашите способности. И во многу аспекти, многу од водачите во црквите се како некои марти, кои се обидуваат да го надокнадат целото тоа отсуство на сила со своите дела, со своето правење, со што и да се надокнади со мене, со мојот труд, за да нема отсуство, но нема однос. Ова е една од најголемите забелешки за сувата и празна религиозност која произлегува од христијанството. Ние можеме лесно да се фокусираме на тоа што правам јас и да заборавам на аспектот кој сум јас. Тоа е големата замка во односите. Тоа може да стане една од причината за емотивен развод во бракот. Може би брачните другари нема се разведат онака вистински, но емотивно тие се разведени. Зошто? Затоа што тој аспект од односот веќе не постои. Едноставно не се инволвирани емотивно. Тие се цимери, тие работат еден за друг, живеат во истиот дом, си ги знаат должностите и така натаму. Но тој емотивен аспект, таа блискост која треба да има, веќе ја нема. Многу бракови така постојат. Тоа може да биде да стане дистанца која се наоѓа не само помеѓу брачните другари, туку помеѓу родители и деца. Ги знаеме одговорностите едни према други. Јас работам за да имате вие нешто во животот, вие мора да ме почитувате и од прилика така расте односот без никаква блискост. Тоа може да биде препрека помеѓу тебе и Бог. Истото може да се случи. Наместо да се фокусираме на односот, ние се впуштаме во делата, кои очекуваме дека ќе ја надокнадат празнината која произлегува од отугеноста, кој ќе се отугиме. Има да таква празнина која доаѓа во животот, што не можеш да ја пополниш со ништо друго. Апсолутно ништо друго. Освен со односот со Бог и со односот со ближниот. Сите виделе односи и бракови кои се распаднале, според нас гледајќи од страна, тој брак би требало да ги има сите предуслови за успешен брак. Финансиски се добро ситуирани, немаат проблеми, не се болни, не знам што. Ќе ги наброиме сите аспекти, ама бракот се распаѓа. Затоа што се појавува отугеноста. Секаде што тргна наопаку. Друга работа што може да ја видиме во ова приказна е чувството за фер кај Марта. Според нејзиниот критериум. Мора да го нагласам тоа. Ако има некој искушение за христијанинот или за христијанскиот водач со кој ќе се соочи, тоа е токму ова искушение. Да биде фер работа. Јас служам најдобро што можам, го гледам другиот служител кој е до мене, од моја гледна точка не служи како мене, посветено како мене, а сепак тој има подобриот дел. И тоа ме нервира. Многу е тешко, речи се невозможно да пораснеме до состојба во која стануваме слепи за другиот. Единствено нашиот поглед и внимание да бидат насочени кон Бог. Без разлика на тоа дали се споредуваме дека сме во подобра состојба или во полоша состојба, погледот кон другиот е постојано насочен и во срцето за секојаш активно тоа мерило за фер и нефер, и постојано бараме некоја правда која мора да биде задоволена, инаку мирот во срцето никогаш нема да дојде. Ако ја гледаме по големата слика, мојот професор по мисиологија ни каже една интересна работа, која каже дека зборот фер, ова што ние го викаме фер,
Престана да важи после Еденската градина. После Еденската градина зборот фер веќе не важи. Разбирате, пошто ако Бог постапува ферски, ферски Живко не треба да стои тука, ферски Живко не треба да е жив и така натаму, и така натаму. После Еден не постои концептот на фер. Може би го чувствуваш мерилото внатре во тебе. Но ако Господ со нас постапи ферски, тогаш за нас нема надеж. Од Еден наваму се е по благодат. Како резултат на падот во грев, многу од нештата во нас, дури и добрите нешта во нас, се искривени или извалкани од гревот. Дури нашите најдобри намери се извалкани од гревот. Дури и нештата како желбата за правда, како резултат на падот, не е правда која е според Божиот критериум, туку според мојот критериум. Во малите нешта се гледа тоа искривено мерило, бидејќи за истите работи кај другите кога бараме правда, кога истите работи се појавуваат кај нас, ние сме слепи за тие работи, воопшто не ги приметуваме. Обично примерот кој го давам ми е кога стоиме на семафор, кој е црвено. Ако некој е прв таму пред семафорот на црвено и гледал телефон и светне зелено и не тргна на време, ја више полудувам. Ама и мене ми се десило јас сум на семафор и да сум гледал телефон и да не тргнам на време. Очекувам милост. Мислам дека не е big deal. Ама за тоа што е пред мене, што го има исто искуство, јас веќе имам правда спремна за него, осуда и казна. Со други зборови, како што знам на алфа курсот да кажам, јас сум лицемер. Лицемерието е присутно кај сите нас, на еден или на друг начин. Прикриено, многу прикриено. Но дури и правдата која ние ја сакаме, ја чувствуваме и сакаме да ја спроведеме, е искривена, затоа што сакаме секојаш да биде во наша полза. Чувството за фер, заслуги според делата кај Марта, разговори кај неа, жар за правда. Ја побара правдата од Исус. Таму кажа на Исус, јас заслужувам повеќе. Јас заслужувам признание за тоа што го правам. Не ли гледаш што правам, видиш што се правам. Кој ти ја донесе водата? Кој ти го донесе овој леп пред тебе? Јас заслужувам повеќе внимание, повеќе признание. Јас сакам да се примети тоа што со тоа што јас придонесувам. Марта не го кажа тоа, но со други зборови го кажа тоа. Разбирате? Зошто Марија добива сега повеќе внимание од мене кога гледаш јас што правам се околу тебе? Фокусот на Марта беше толку насочен кон тоа што може да го сработи и желбата тоа да се препозна и награди, што испушти можноста да прими тоа што само од Бог може да го прими. Како резултат на тоа имаше горчина према Исус, што не изреагира соодветно, како што таа сметаше дека е праведно да изреагира. Имаше горчина према сестра, што е безобзирна според тоа како таа сметаше дека треба да се постапи во таа ситуација, дека и Марија требаше да стане и да трча како неа. И резултатот беше оттугеност од Бог и оттугеност од ближниот. Тоа беше резултатот на тој порив кој имаше Марта. Знаете, кога служиме со, или кога даваме од себе, или кога служиме со недобри намери, има еден пример кој една стара жена пастор од Раклиш споделуваше една приказна кога од црквата собирале финансии нешто, за да се купи нешто од црква. И вика, сите носат пари, ово, оно, и сега, пошто Раклиш е мало селце, сите се знаат кој од каде доја, колку пари имал, селото е така. И вика, доаѓа еден поимотен човек, и остава пари за црквата и сестра Зора, таква беше, јас се сеќавам од дете, ја знам, му кажа, даде, ама не колку што можеше. И човекот се изнервира, го вади навчање, го дава повеќе, вика, еве ти аман. Вика сега даде, ама не како што треба. Сестра Зора беше таква малца. Со други зборови, со тоа што служиме, ако служиме, реално и срцето треба да биде насочено на таков начин, да не бидеме како Марта.
Исус одговори и рече: Марто, Марто, ти се грижиш и се вознемируваш за многу работи. Но само едно е важно, само едно е потребно. Марија го одбра подобриот дел, кој нема да ја се одземе. Прво, Исус вели вака, Исус ја анализира Марта и вика вака: Марта, имаш кај тебе анксиозност, вознемиреност. Вознемиреност и анксиозност и за работи кои не се важни. Трчаш околу мене, не знаеш што се правиш околу мене, се обидуваш да надокнадиш нешто, не знаеш со што се обидуваш да надокнадиш тоа што отсуствува во овој момент, во оваа соба. Мислиш дека нешто фали и сакаш да додадеш нешто. Анксиозна си и се вознемируваш за работи кои не се важни. Една работа е важна, една работа е потребна. Ова што сега се случува, овој момент, оваа средба која имам јас сега со тебе, тоа е потребно. Марија го одбра тој дел. Ти одбра нешто друго, Марија го одбра тој дел. Исус вели, и тоа нема да ја биде одземено. Нема да ја биде одземено. Затоа што Марија го одбра тој дел. Моето прашање кога ја читам оваа приказна е дали Марта може да биде откупена. Дали низиниот карактер, низиниот темперамент, табиет може да биде откупен? Дали има место за Марта во црквата? Дали има место за Марта во ова заедништво овде? Дали треба да сега јас да сменам сега карактер, да одговарам како овој на Марија? Пошто јас ако сум Марта се чувствувам вечно виновен. Пошто јас стално импулсот ми е да станам и да служам или да надокнадам нешто што фали. Нешто што фали и никогаш не е доволно. Дали сега треба да седнам и да оставам се по страна? Дали служењето на другиот заминува во втор план и сега сите треба да бидеме малку по-контемплативни. Знаете, да бидеме малку по-духовни, како Марија. Наместо да служиме наоколу, ќе треба да седиме како некој, не знам ни како да кажем, во некаква медитација и да бидеме во мир со Бог и во мир со ближните и така натаму. Дали тоа поентава? Дали тоа Исус го коригира кај Марта? Има една втора приказна за Марта и за Марија, која всушност во себе го содржи тој откупителен момент и ќе видиме што е тоа. Читам Јован 12 глава 1 до 8 стих. Може нема цело да го читам, но ќе читам одреден дел. Значи Јован 12 од првиот стих натаму. Вели вака: на 6 дена пред Пасха, значи тоа е последната недела пред Исус да биде уопсен и распнат, дојде Исус во Витинија и каде отиде Исус? Каде што беше умрениот Лазар, кога го воскресна од мртвите. Таму му приготвија вечера и што правеше Марта? Марта послужуваше. Го имате ист момент. Исус е во Витинија, оди кај Марта и Марија, Марта послужуваше, а Лазар беше еден од оние што седеа со него на трпезата. Тогаш Марија, земајќи литар чисто скапоцено миро, ги помаза Исусовите нозе и со својата коса ги избриша неговите нозе, а куќата се исполни со мирис од мирото. Останато дел нема потреба да го читам. Еве сцената. Марта повторно служи на трпезата. Марија повторно е кај нозете Исусови, кај што седала и првиот пат, но сега сцената е тотално различна. Што е различно од првата ситуација? Марта, како што кажа, повторно служи. Марија повторно се наоѓа кај Исусовите нозе, но сега нема ни збор околу тоа кој што прави. Тоа не е ни важно. Тука можеме да бидеме сведоци на едно зрење на љубовта. Љубовта која се наоѓа помеѓу Марта и Марија и љубовта која се наоѓа помеѓу Марта и Исус и Марија и Исус. Кога читам првата приказна каде што Марија седеше до нозете Исусови, сикам дали е можно да се приближиш повеќе на Исус од тоа. Ти си до Исус, седиш до неговите нозе и го слушаш како зборува. Прашањето е, има ли некаков начин да бидеш уште поблизу до Исус? Марија ни открива дека има. Има. Сега Марија не е таа само што слуша, туку и Марија почнува да служи на тој начин што таа е повторно кај нозете Исусови, но сега го дава недоброто од себе, го дава маслото кое кошта многу, да не одам во тие некои финансиски пресметки, кошта многу,
го истура врз Исусовите нозе и го брише тоа масло со нејзината коса. Во првата приказна Марта служи, Марија седи кај нозете на Исус, Марта се буни, Исус ја укорува. Во втората приказна, Марија повторно служи, Марија не само што седи кај нозете на Исус, но во овој случај ги помазува и ги брише со својата коса. Марија повторно служеше, но сега таа веќе го имаше односот со Исус. Марта станува слепа за тоа што сега Марија прави, а што таа прави. Ја нема таа споредба, кој што треба да прави, кој поценен, кој поважен, кој поважна улога има, кој каква титула има, кој каде се наоѓа во контекст на Исус, затоа што таа е сигурна во љубовта која има Исус за неја, таа е сигурна во љубовта на сестри, таа е сигурна во тој однос кој е веќе не раскинлив. И таа може во слобода да го практикува дарот кој таа го имала од самиот почеток. Сега веќе ниту Марта се буни, ниту Марија е критикувана. Нема веќе надпревар, нема веќе поглед насочен еден кон друг, нивниот поглед беше насочен само кон Исус. И тоа е една од моите омилени песни, химни што ги пееме, е "Крени поглед кон Исус". Вели, крени поглед кон Исус, кон неговиот прекрасен лик. Сите нешта во светот ќе изгледат во погледот на неговата благодат. Од прилика тоа е едно сиже, една сумаризација на што значи да се гради тоа однос со Исус. Стануваш слеп за се околу тебе. Стануваш слеп за кога ќе си обесправен. Стануваш слеп за кога ќе бидеш земен здраво за готово. Стануваш слеп за тоа кога ќе бидеш нападнат, кога ќе бидеш погрешно разбран. Ништо веќе нема никаква вредност, ништо не те обеспокојува. Ти си мирен, затоа што твојот поглед е насочен само кон Исус. Недавно слушав една проповед од Тим Келер и вика, ја спремам проповета и имам као некој товар, некој чувство дека сум преморен, дека се жртвувам премногу, оно и вика во проповета користам еден пример од еден мисионер кој отишол таму, појманем каде, некаде во Јужна Азија, оно каде што моментот вика кога стапнува на тоа копно, овие домороците таму фрлаат копја и стрели и го убиваат, додека тие фрлаат копја и стрели го убиваат, он фрла Библии за луѓето да почнат да читат Библијата. Вика тој умира на тоа место, ама како резултат на тие Библии што тој ги фрла, целата заедница станува Христови следбеници. И вика го читам тој пример, сикам што се занесувам јас, што страдам јас? Реално ли тоа што јас го страдам? Зошто страдам јас? Затоа што се споредам со другите од тој момент со мене? Крени поглед кон Исус. Кога ќе освртиш поглед кон Исус, сите нешта исчезнуваат од овој свет. И не ти е важно ли што поминуваш. Затоа што кога го гледаш Исус, те гледаш таа вечна љубов, таа една вечна перспектива, кој во поглед на тоа, се што искусуваме сега, исчезнуваат нештата. Зрелата љубов, две нешта и со тоа ќе завршам. Зрелата љубов носи слобода. Зрелата љубов носи слобода. Може би ќе се надпреваруваме тука кој е поемотивно зрел и така натаму, но зрелата љубов носи слобода. Ако не си слободен да действуваш, не си емотивно зрел. Зрелата љубов носи слобода. Во Галатјаните 5:13-14 вели вака: бидејќи вие, браќа, сте повикани кон слобода, но не слобода за угодување на телото, туку со љубов служете си еден на друг. Зашто целиот закон се исполнува во еден збор: љуби го својот ближан како себе си. Ние сме повикани во слобода, но таа слобода се манифестира преку љубовта која ние ја искажуваме еден према друг. Кога ние сме слободни во Божјата љубов, ние слободно и ќе искажеме таа љубов едни кон други. Зрелата љубов носи слобода. Втора работа. Зрелата љубов го пади секој страв. Јован ќе каже: во љубовта нема страв, туку совршената љубов го изгонува стравот, бидејќи стравот подразбира казна. Кој се плаши не е совршен во љубовта.
Со кои стравови се соочуваме сега? Видимо со кои стравови се соочуваме. Може се некои големи стравови. Стравови по прашање на односи, блиски односи. Може би се стравови на што ако јас почнам сега да служам на тој начин, но не е совршено. Што ако јас придонесувам на еден начин, а не е доволно. Со кои стравови се соочуваме? Кои се тие стравови кои го подриваат нашиот идентитет? Знаете, ако го замислиме нашиот живот како едно дрво со корења, во коренот на нашите дрва се наоѓа нашиот примарен повик. А нашиот примарен повик е да бидеме Христови. И ако коренот е како што треба, ако ние сме Христови, што и да се случува со дрвото горе, дали има виулици, дали се кршат гранки, дали може понекогаш има пожари па гори дрвото, ова е основниот идентитет. Ова е основната база дека ние сме Христови, каде што всушност имаме слобода да бидеме, нема да биде загрозен. Ако нашиот фокус е кон гранките, кон листовите, кон ветрот, кон ситуациите, кон околностите, тогаш има многу стравови. Тогаш се е познак прашање. И љубовта кон ближниот, и љубовта кон Бог, и тогаш живееме во страв. Љубовта, совршената љубов, го изгонува стравот. Совршената љубов се среќава со самопожртвуваната служба, живот во служење, давање без никаков страв. Во тотално слепило за како другиот се однесува, дали некој те цени, дали некој те вреднува, затоа што твојата вредност доаѓа од Бог. И тука завршуваат сите муавети. Имаше еден дански премиер кој дојде на власт, кажал вака: ако правам нешто, ќе ме критикуваат. Ако не правам ништо, пак ќе ме критикуваат. Подобро да го правам тоа што се чувствам дека сум повикан да го правам, па и да земам критиката. Big deal. Голема работа. Ние сме повикани да го правиме тоа за кое сме повикани да го правиме. Ние сме повикани да го живееме животот во кој Господ не повикува да го живееме. Да се биде онака христијанин до коска, да се биде Христов до коска, ќе бидеш критикуван, верувате ми. Да бидеш млак во верата, ќе бидеш критикуван. Да бидеш, не знам, Божес, може би ќе бидеш пофален, појма не. Не знам како е. Но биди Христов до коска, биди Негов, без резерва. Биди возводен за визијата која тој ја дава. Биди љубител на Господ. Биди љубител на ближниот. И живи го таквиот живот. Биди критикуван, земи ја критиката и продолжи понатаму. Баш ти е гале што мислат другите, баш ти е гале кој што го вреднува тоа, дали добиваш вистинско признание, кој како те гледа, ништо од тоа не е важно. Затоа што во погледот на Исус, во таа вечна перспектива, во таа вечна љубов, во која уживаме, сите нешта околу нас исчезнуваат во погледот на неговата благодат. Еден на друг. Повикани сме да живееме во таа љубов. Во Божјата љубов, во љубовта кон ближниот и така да живееме до самиот крај на нашиот живот, затоа што секој вложување во таа љубов, што е да вложиме во таа љубов, нема да исчезне никогаш. Никогаш нема да исчезне, туку ќе продолжи да расте во вечноста заедно со нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Во тоа сме повикани, за тоа сме повикани и во тоа да растеме. Нека Господ не благослови. Повторно, погледот само нагоре. Не во блиските околу нас, нешто прават они што правиме ние, не во споредби, затоа што тоа крај нема. Само погледот и очите вперени кон горе, кон нашиот Господ и Спасител, од каде извира нашиот идентитет, од каде извира нашиот живот, нашата сигурност и нашата љубов. И нека отвориме вратата на нашето срце, за да влезе Господ Исус кај нас. Затоа што кога тој ќе влезе, благословот нема да остане само кај нас. Ќе влезе во целиот наш дом и во нашето блиско окружување. Ајде се молиме за крај. Татко наш небесен, ти благодариме, Господе Боже мој, за
сите тие аспекти во кои ти не поучуваш, Господи Боже мој, како да го живееме животот. Исусе Христе, ти кога и беше, дури кога беше сам, ти им кажа на своите апостоли дека не си сам, дека твојот небесен татко е со тебе. Боже мој, во погледот на животните случувања во кои се наоѓаме, во погледот на можеби и некои ситуации во кои се наоѓаме поради наша вина. Можеби очите на другите се вперени кон нас за некакво осудување, за некакво критикување. Зашто е да се случува, Господи Боже мој? Да сте молам, татко мој, нашиот поглед да не биде насочен кон другите, туку да биде насочен кон Тебе. Боже мој, само тогаш ќе имаме слободата да живееме, да бидеме. Само тогаш ќе служиме и ќе живееме без страф, во целосна сигурност дека, Господи, со Тебе и кога нашата љубов е вкоренета во Тебе, Господи, ние ќе бидеме сигурно, ќе бидеме благослов за другите, ќе бидеме благослов кој, Господи, на другите им е потребен. Татко мој небесен, Марта и Марија беа жени кои беа партнери на Твојата мисија, Господи. Татко мој, читаме за Петар, за апостол Павле, за сите тие великани. Господи, Марта и Марија беа секогаш таму кога ти имаше потреба. Марта и Марија беа местото каде што ти постојано одеше, спиеше таму, јадеше таму и беше место каде што ти градеше близок однос со нив. Господи, нека тоа биде нашиот план, нека тоа биде нашиот мотив, нека тоа биде нашата цел, нашето движење во животот. Да бидеш ти во центарот на апсолутно се што правиме и на тоа што ние сме. Се оставаме, Господи, во Твоите таткови раце, благослови не. Нека плодот кој произлегува од тој однос со Тебе, нека биде плод во кој ќе вкусат другите околу нас и ќе уживаат. Нека Твоето име биде прославено, Господи. Амин.